Добар ден, јас сум Лида Трајковска, предметен наставник во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје Здравко Цветковски и предавам планирање и менаџмент во трета година во образовните профили архитектонски техничар и градежен техничар. Преку овој видеозапис ќе се запознаеме со машините за транспорт на градежните материјали. Што ќе научите преку овој видеозапис? Да ги разликувате машините за транспорт на градежни материјали, да избирате машини за надворешен и внатрешен транспорт и да избирате машини за вертикален и хоризонтален транспорт во зависност од видот на материјалот кој што се пренесува, од хоризонталното растојание и од височината на која што треба да се крене материјалот. Разликуваме два вида на транспорт и тоа надворешен транспорт и внатрешен транспорт. Надворешен транспорт е пренесување на материјалот од изворот, главниот магазин или складиштето до магазинот или складиштето на самото градилиште, а додека пак внатрешен транспорт е пренесување на материјалот од складиштето на градилиштето или депонијата до местото на вградување на материјалот. Машини за надворешен транспорт на материјали постојат две групи и тоа машини за транспорт вон јавни патишта и машини за транспорт по јавни патишта. Прво ќе ги разгледаме машините за транспорт на материјалите вон јавни патишта. Значи, овие машини тешки машини се движат по локалните патишта и имаат многу голема тежина, меѓу кои се дамперите. Првите три фотографии се покажени дампери со различна големина и различен капацитет, трактори со приколки и слични машини. Понатаму машини за транспорт на материјалите по јавните патишта. Овие машини се движат со голема брзина, материјалот не се гледа што се транспортира, најчесто се покриени со церада или на друг начин заштитени. Во оваа група спаѓаат камиони, шлепери, комби возила и специјални возила цистерни со кои може да се пренесува и цементот. Машини за внатрешен транспорт на материјали. Имаме два вида на внатрешен транспорт и тоа хоризонтален транспорт на материјалите и вертикален транспорт на материјалите. Машини за хоризонтален транспорт на материјалите. Тука имаме машини и средства. Доколку има мотор е машина, доколку нема мотор, се нарекува средство за транспорт. Како машини за транспорт, најчесто на градилиштата се среќаваат вилјушкарите во различна големина и капацитет, а понатаму трактори и дампери исто така со различна големина и капацитет, а од средствата најчесто се среќаваат јапанери и колички. Машини за вертикален пренос на материјалите, тоа се дигалки, макари и кранови. Многу треба да се внимава кога се работи со овие машини во услови кога времето е ветровито, бидејќи може да дојде до паѓање на машината и повреда на вработените, а и материјална штета. Ќе ги разгледаме најпрво дигалките. Тие можат да бидат конзолни дигалки, кои што се составени од челичен столб и конзола, на која што имаме закачено макара, со која што се крева материјалот. Лифт дигалки, овие најчесто се и најбезбедни дигалки, имаат ограда и се применуваат за помали висини. Автодигалки, тоа е дигалка поставена на автомобил, и кула дигалките, кои што многу често се применуваат на градилиштата, многу често ги среќаваме. Тие, кај објектите од високоградба, најчесто се среќаваат. Понатаму одиме макари. Тие се најчесто на електричен погон, ги има во најразлични модели и се применуваат кај објектите од високоградба. И кранови. Крановите се тешки машини за пренос и дигање на товар со голема тежина и разликуваме портални кранови, мостни кранови и дерик кранови.
Портални кранови се нарекуваат затоа што наликуваат на порта и се составени од една рамка која што може да биде неподвижна или подвижна да се движи по шини. Мостните кранови најчесто се применуваат во производните хали и тие се составени од конзолни греди на кои што има поставено шини врз кои значи се лизга кранот. Еве погледнете, тука има повеќе видови на вакви кранови. Во градежништвото најчесто се применуваат во фабриките за производство на монтажни бетонски елементи. И на крај дерик крановите. Овие кранови се многу тешки кранови со голем капацитет и голема моќност и најчесто се користат при изградба на бетонски брани, монтажни мостови, монтирање на челични хали, монтажно градење на објектите од префабрикувани елементи и се навистина со голем капацитет и голема стабилност и се применуваат за вакви, значи тешки и обемни градежни работи. Ученици, вие за дома имате неколку прашања со кои што ќе го проверите вашето знаење кое што го стекнавте во овој видеозапис. Благодарам.